Живееме во време на знаење и нови технологии. Знаењето ја има моќта да создава нови светови, нови реалности. Студирањето како предизвик во кое имаме големо вложување на знаење и креативност, носи сигурни резултати и за гарантиран успех. За успехот, за најдобрите млади, говориме денес. Повод е традиционалната манифестација за дипломираните инженери и магистри на Факултетот за електротехника и информациски технологии при УКИМ. Посебно е задоволството да се разговара со најдобрите. Бојан Софрониевски, најдобар дипломец, и Злате Богоевски, најдобар магистер во оваа академска година. За своите почетоци, за своите предизвици. Мојата приказна од ФЕИТ започна во учебна 2018-2019 година. Јас во текот на раните средношколски денови уште разбрав дека многу сакам љубовта кон електрониката и кон компјутерите. И затоа што тогаш веќе знаев дека би се запишал на Факултетот за електротехника и информациски технологии. И се запиша баш на смер што беше поврзан со мојата љубов кон електрониката и компјутерското хардверско инженерство. Откако средношколските денови, сега имавме многу повеќе материјал за учење, да речеме, по предметите. И тоа беше малку стресно на почетокот, но по поминувањето на првата колоквиумска недела, доста веќе беше, го научивме тоа темпото на факултетот, научивме дека мора постојано да ги следиме предметите и така веќе ни беше многу полесно да го продолжиме текот на студиите. Во 2017 година, по завршувањето на моето средно образование во Средното економско правно училиште на град Скопје Васил Антевски Дрен, на економскиот смер, решив да го продолжам своето образование на Факултетот за електротехника и информациски технологии при УКИМ. Всушност, ова беше буквално неплански чекор за мене, како и за моите родители. Така, силно чекорејки, успеав да конкурирам на факултетот, да ме примат и да влезам во државна квота на истиот тој факултет. Во првата година од моето студирање морам да признам дека беше навистина тешко, бидејќи имав буквално предмети кои што немав никаква допирна точка претходно со нив. Буквално од економски смер јас отидов на нешто поинакво и нешто ново за мене, со предмети од програмирање, електротехника, математики и физика, кое што буквално беше последно видено во моето основно образование. Меѓутоа, некако успеав да се снајдам, да ја истуркам таа прва година, која што сите велат дека на електро е најтешка, и штом таа помина, веќе мислам дека немав гајле, понатака почнав да ги газам сите останати години и на крајот успешно да дипломирам на насоката компјутерски технологии и инженерство. Успехот е знаење, мотивација, храброст, креативност, да се стигне до целта. На тој пат најважна е улогата и соработката со професорите. Со моите колеги, уште на почетокот оформивме, да речеме, едно друштво, каде што постојано можевме да вежбаме, да учиме заедно, да решаваме задачи, бидејќи тоа е и нели самиот факултет, технички факултет, без тие задачи не можеме ништо ни да положиме, значи никаков предмет нели не можеме да положиме. Па, поради тоа што тука од самиот почеток и од самиот старт на моите студии започна всушност таа дружба со сите мои колеги и колешки на овој факултет. Меѓутоа морам да ја кажам и да споменам всушност соработката со сите професори по сите оние предмети кои што ги слушавме, бидејќи мислам дека го даваа своето најдобро од себе за да нас не поттикнат, ни дадат нешто што всушност ни ги пренесат нели знаењата кои што они ги имаат за утре нели да можеме ние да бидеме да го прифатиме тоа знаење и да бидеме нешто кое што ќе допринесе во развојот на технологијата и општеството понатака. Всушност тука морам да се заблагодарам и на мојата професорка која што ми беше ментор на дипломскиот труд. Тоа е професорката Даниела Ефнушева, која што мислам дека неизмерно работеше со мене. Сите мои потешкоти ги поминавме заедно, работејќи на самиот проект кој што потоа се преточи во еден дипломски труд, а потоа всушност беше еден мотив за да го продолжам своето образование на магистерските студии на истиот факултет. И да речем веќе во втората студиска година почнавме повеќе да се зближуваме со професорите и асистентите од нашите катедри. И почнавме да речеме да правиме некои практични проекти во предметите кои многу ни помогнаа денес во текот на професионалниот живот. Не запознав со сите тие основи како изгледа таа практична работа, како да применуваме таа практична работа понатаму.
И едно од најголемите соработки би кажал дека ми започна во третата студиска година, тогаш со професорот Бранислав Геразов. Првпат започнавме да работиме на еден проект кој вклучуваше синтеза на говор. Професорот ми излезе во пресред, ми понуди сакал практична работа, бидејќи имаме задолжителна практична работа. И тоа беше да речем моја прва прилика каде што почнам нешто да гледам како нешто да се прави што ќе допринесе за целото човештво. Бидејќи тоа беше на многу хумана апликација која стануваше за збор синтетизатор за говор за лица со попреченост. За визијата на ФЕИТ говори деканот професор доктор Димитар Ташковски. ФЕИТ е една од водечките високообразовни институции во државата, во сите полиња, во делот на наставата, во научната работа и во апликативната работа. Она што ФЕИТ го ствара како крајен продукт, а тоа се нашите студенти, се значени за развој на било кој општество. Не може да се замисли денеска развој на едно општество, а да немате високо квалификуван кадар. Посебно ако тој кадар е врзан со новите технологии. Новите технологии се тие кои што придонесуваат за развојот на било која економија. Нашата држава мора да ги поддржи овие млади кадри, за да можеме како држава, како економија да постигнуваме поголеми успеси. За соработката со најдобрите говорат нивните ментори, професорката Евнушева и професорот Геразов. Текот на моето работно искуство имав прилика да соработувам со колегата Злата Богоевски. Значи, тој дипломираше кај мене на насоката компјутерски технологии и инженерство и навистина имавме многу убава соработка. И потоа, како еден од најдобрите студенти, продолжи на магистерски студии на насоката наменски компјутерски системи. Злата, како еден од најдобрите студенти, постојано беше проактивен и постојано прашуваше повеќе, доаѓаше на консултации, бараше нешто материјал дополнително од она што се покриваше во насоката. Исто така, во поглед на неговите истражувања, навистина многу темелно работевме на неговата магистарска теза, анализа и контрола на мрежен сообраќај со примена на машинско учење. И исто така успеавме да објавиме и еден труд на меѓународна конференција, каде што Злата навистина многу успешно го представи нашиот факултет и покажа дека нашата земја има исклучително многу добри кандидати кои што остануваат тука во нашата земја и можат да дадат многу голем придонес во различни подрачја. Дополнително покрај тоа исто така колегата беше ангажиран и на Институтот за компјутерски технологии и инженерство како демонстратор, имаше прилика да соработува и со помладите колеги од додипломски студии, да ги организира, да помагаат во истражувањата кои што заедно ги спроведувавме. Да се работи со најдобрите е големо задоволство. Тоа е голем потик за мене, за што повеќе се вложам во мојата професија како предавач и што повеќе од моето знаење и на што по квалитетен начин да го пренесам на моите студенти. Навистина, исто така, чувствувам и голема одговорност, затоа што ние сме тие кои што ќе ги насочат во нивните идни кариери. Со Бојан соработувавме на еден многу убав проект, тоа беше проект финансиран од УНИЦЕФ. Сработивме заедно синтетизатор за говор на македонски со една поголема екипа на студенти и тој синтетизатор денеска може да се користи во рамки на апликацијата Seaboard, која што е апликација за аугментативна и алтернативна комуникација, се користи кај лица со попреченост. Така што директно дадовме придонес во подобрување на животот на луѓето во Македонија. Мотивираност и упорност на патот на успехот. Младите инженери во Македонија имаат всушност две можни места. Едните се сакаат да го продолжат академскиот живот, значи да продолжат да останат на факултетот како асистенти, да истражуваат на разни проекти, бидејќи сакаат на факултетите се наоѓаат најголемите истражувања, најмодерните истражувања, а другата страна сакаат да преминат во индустријата, каде што овие, да речеме, знаење што ги стекнале во текот на студиите, ќе ги применат, да речеме, за да остварат некаков производ. Дипломскиот труд гласеше интернет на нешта во примена на паметно земјоделие. Тоа е всушност една тема на англиски Internet of Things, кој што е се повеќе популарна и популарна, бидејќи се заснова на користење на Wi-Fi мрежата, каде што со поврзување на уреди можеме да ги контролираме и од далечина. Целиот тој напор и развиток на магистерскиот труд кој што на крај искочи како еден одличен проект. Всушност можам само да се заблагодарам на професорката за тоа што постојано беше со мене, постојано предизвиците заедно ги поминувавме
бидејќи сепак беше магистарски труд, требаше да се напише нешто кое што е нели на повисоко ниво, каде што ќе опфати многу повеќе напор, многу повеќе труд и многу повеќе работа воедно. Меѓутоа, на крајот на криштата, сепак сето тоа се заврши со еден одличен труд, кој што понатака искочи и на меѓународно ниво, каде што учествувавме на конференција во Германија и во Чешка. Најдобрата инвестиција за секоја земја се младите. Улогата на младите инженери во Македонија е клучна затоа што технологијата е таа што го вози светот нанапред. И единствено нешто што може нас да не придвижи кон посветла иднина е иновацијата, знаењето и квалитетот. И тоа е тоа што можеме го извезуваме надвор во светот. Се надевам дека во иднина ќе има исто така уште многу кандидати кои што ќе работат со истото темпо и истата ажурност како што работеше колегата Богоевски. До сегашното искуство ми покажува дека навистина на нашиот факултет има многу квалитетни деца и многу ме радува фактот што продолжува да го надоградува знаењето на нашиот факултет. Секако ние професорите тука сме за да ги поттикнуваме, да им даваме волја и мотивација за да работат повеќе и да доаѓаме до некои нови сознанија и да правиме некои истражувања кои што навистина ќе дадат придонест во областа на информацијските и комуникацијските технологии. Успехот се слави. ФЕИД како голем и квалитетен тим заедно слави. Образованието кое го стекнавте на ФЕИД широко ќе ви ги отвори вратите во реалниот сектор и ќе послужи како основа за вашата иднина. Немам дилема дека ќе имате светла иднина. Живееме во свет полн со предизвици кои многу лесно може да се надминат со примена на новите технологии. Вие ги поседувате неопходните знаења и вештини за справување со тие предизвици. Ако некогаш во развојот на светот биле потребни инженери, мислам дека тоа време е сега. Ако некогаш имало потребна за активно делување на инженерите и креирање на иновации, мислам дека тоа време е сега. Ако некогаш имало потребна за креирање на праведно општество со примена на новите технологии, мислам дека тоа време е сега. Затоа, немам дилема дека еднината ви припаѓа вам. Вие имате можност, но и одговорност да креирате подобар свет со примена на новите технологии. Немам дилема дека вие ќе дадете значаен придонос за дигиталната трансформација на општеството, за зелената транзиција, за еднаков пристап до квалитетно образование за сите. Имам посебна чест и задоволство да ве поздравам на овој свечен настан по повод промоцијата на дипломираните инженери по електротехника и информацијски технологии и магистри на Факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Дозволете ми на самиот почеток од името на УКИМ и од свое лично име да ви посакам и во иднина да го продолжите својот развоен пат во образованието, науката и применетото знаење. Секогаш со големо задоволство ги прифаќам поканите на членките на УКИМ за присуство на настани кои се посветени на најмладите членови на нашата академска заедница, на нашите студенти. Секогаш при средби пријатно е чувството кое се раѓа поттикнато од младешкиот ентузијазам, од енергија. Но исто така, прекрасно е и денешното чувство поттикнато од вашата радост дека успешно сте ги завршиле студиите. Денес со вас се горде УКИМ и академското семејство на УКИМ. ФЕИД алумни е здружение на завршени електроинженери и пријатели на нашиот факултет. Постоиме од 2009 година. Броиме околу 3000 членови и сме активни со тоа што ги задржуваме нашите завршени студенти со факултетот. Таа комуникација трае. До сега се дружевме еднаш месечно, каде што секој четврток во месецот правивме дружби, така наречени, кои што беше замислен како социјален нетворк и зближување меѓу инженерите. Понатаму имаме планови за други форми на делување. Идејата ни е да го задржиме вниманието на нашите завршени колеги и да бидеме фела сериозна како што е и нашиот факултет. За следните предизвици на Софрониевски и Богоевски. Јас во моментов работам во една фирма која се развива паметни ночари, каде што можам да ги применам сите знаења што ги стигнав од областа на електрониката и програмирањето на вградливи системи во текот на моите студии. Денес работам во една од најголемите телекомуникацијски компании во Македонија
По завршувањето на факултетот, односно на додипломските студии, веднаш можев да конкурирам за работно место и официјално нели да ме примат на почетокот со практична работа, меѓутоа и после со официјално вработување. Образованието ја има таа возможна мисија да создава млади, квалитетни, креативни, иновативни и успешни млади кои веќе денес ќе бидат вишечка сила во државата.